Добро вечер, почитувани граѓани. Ви се јавуваме и обраќаме од седиштето на СДСМ во Гевгелија со цел да ве известиме дека ние немаме намера да ве уценуваме за вашата слобода и среќа, како што тоа го прави власта на ДПМН. Веќе 6-та година од својот мандат упорно вработуваат нови партиски војници во јавната администрација, сакајќи на тој начин да создаде сигурни гласачи за себе и својата партија. Ваквото темпо на засилени партиски вработувања продолжува и на неколку недели пред изборите. На државно ниво тоа се повеќе десетици илјади вработувања, а не исклучок ниту општина Гевгелија, со масовни вработувања во полиција, локална самоуправа, јавно-комунално предпријатие Комуналец, јавно предпријатие Македонски пошти, јавно предпријатие Македонски железници, по подрачното Министерство за земјоделие и во други јавни служби на локално ниво. Кај нас, таа бројка на забрзани вработувања во јавната администрација изнесува повеќе стотици лица, од кои дел немаат ниту жителство во општина Гевгелија. Но најважно е да се партиски послушници и да одговараат на најновиот изум на власта на ДПМН, која се нарекува списоци. Во Гевгелија, услов на секој нов примен вработен во јавното предпријатие и државната администрација е да донесе список од 20 до 30 лица кои ќе гласаат за ВМРО ДПМН, со цел да го задржи работното место и после избори. Ова се промовира како партиска шема, а всушност е најбезобразна лага и уцена за работно место на определено време, кое ДПМН најмалку може да го гарантира после избори. Граѓаните на Гевгелија, исто како и граѓаните на Македонија, се притиснати од скапозија, опаднат животен стандард, безизлезното што го сервира оваа власт сите овие 6 години од своето владење. Можно ли е да сакаат да останат слуги, а својот работен и животен век го потрошат во носени списоци? Ако едината на Македонија, оваа влада на ДПМН ја заложи пред европските порти, ако ја заложи едината на младите, така што 42% од нив перспективата ја гледаат во одење во странство, зошто некој би ги заложил сите членови од своето семејство заедно со другарите и пријателите за портокаловата пропаст на ДПМН? Господа од ДПМН, ништо не може да го одложи вашиот пораз. Ниту принудни списоци, ниту отпуштање од работа, ниту огромните казни. Помина времето кога за брекја брашно гласачите ќе прифатат да гладуваат следните 4 години заради вас. Не може да избегате од одговорноста за предизвиканата сиромаштија, за безработицата, за уништеното стопанство, за разочараните и осиромашени земјоделци. Треба да ја исчистите совеста од сите злоупотребени јавни тендери, од милиони евра пари на граѓаните потрошени во споменици и скулптури, од подјармено и партизирано судство, од загрозена слобода на медиумите и јавниот говор. Затоа народот ќе ве казни на следните избори и ќе ве однесе подалеку од моќта која ве заследи, од парите кои така безобразно ги трошите. Едноставно кажано, народот ќе ве разгласти. Затоа, почитувани гевгеличани, време е за ваша победа на протоколовите. Зачувајте ги вашите пријатели за себе и не делете ги со секого. Демократијата мора да победи. Заради народот, заради Македонија.